Добро утро, секој утро продолжуваме ние понатаму со, како што веќе и најавивме, нашите следни содржини. Меѓутоа имаме и гости во нашето студио, каде што ќе разговараме за сето она што сите нас не засега. А тоа ќе биде дигиталната писменост и кај нас. Меѓутоа, во ова време во кое што сега живееме и за што говориме ни е тема во училиштата. Наставниците дали се доволно дигитални писмени. Верица Пандиловска, јас кога го споменав името Верица Пандиловска, им кажав на гледачите да не очекуваат дека ќе промовираме некое видео издание или некоја нова музичка numera. Затоа потоа, да, овој пат нешто друго со оглед на тоа дека Верица е председател на Сдруженијето за образовно истражувачка дејност ЕУ Институт Скопје и на гостин е Перица Сарџевски, директор на наставата Пегасус Тетово. Добре ли дојдовте? Добро ве најдовме и благодариме пред се за срдечната покана на која што одговоривме со радост и задоволство, затоа што не секогаш зборуваме на вакви теми кои што навистина во моментов побудуваат сериозен интерес кај граѓанското општество. Затоа и сме денеска тука. Темата е навистина, мислам дека апсолутен хит, еве, музички да се изразам, затоа што се работи за основи на дигитална писменост. Имено ЕУ Институт Скопје, заедно со Пегасус СЛС, на почеток уште на оваа 2020 година, јануари месец, склучија меморандум за соработка, каде што ги штитиме заедничките интереси, се со цел за промовирање на основи на дигитална писменост. Пред да веќе започне и пандемијата. Така е. И тоа беше некако навистина интуитивно. Така. Јасно, да. И започнавме уште на почеток на годината со подготовки за комплетна програма, за која што заеднички се договоривме да биде навистина, ајде да се изразиме жаргонски на енглески top of the pops, значи нешто што е во светот глобално прифатено, а што може да се имплементира во нашите простори. И се одлучивме за програмата на големото кранство Велика Британија за неформално образование, во која што основи на дигитална писменост завзема примарно место за едукација на и воспитно образовен кадар. Така е, меѓутоа и на оние кои што го апсорбираат тоа се, нели, учениците, студентите и така натаму. Сите да бидеме заедно инволвирани во дигиталниот систем или поточно сега како што најавивме, значи веќе вие од јануар сакате да го пружите ова знаење кај оние кои може го имаат помалку. Ништо не е срамно денеска да кажеме дека не знаеме и дека сакаме да научиме. Меѓутоа убаво е сега што имаме оваа тема затоа што наставниот кадар е многу важно секако сега со онлайн наставата. Што мислите вие според вашите истражувања кои си ги имате од овој институт? Колку е дигиталната писменост? Процентуално не мораме да кажуваме, меѓутоа дигитална писменост кај наставниците. На што наидовме? Јас ќе ви кажам каква е состојбата во Велика Британија. Па да направиме една споредба. Постојат податоци, да, дека отприлика 20% од возрастното население во Британија има недостаток од дигитални вештини. Дури таму. Од таа причина британското одделот за образование во Британија има воведено и рамка каде што тие вештини се поделени по различни степени на достигнување или на тоа според нивните се извинувам најнови истражувања, така. И таа рамка е отворено, понудена на цел свет, буквално да секој ја користи, за да се воведе еден стандард на глобално ниво, што е тоа основни дигитални вештини, што се тоа понапредни дигитални вештини, станува збор за возрастно население кој што тие вештини ќе се ги користи пред се во својот професионален развој. Од таа причина сметавме дека таа рамка може да се прилагоди на нашите услови. Мислам дека нема доволно податоци за тоа колкава е Но ја превземаме од таму рамката за да ја инволвираме и да ја имплементираме. Нешто што е успешно, значи немаме нешто да измислуваме нешто наше, него сепак се водевме по тоа дека треба да превземеме нешто што е успешно, нешто што е квалитетно и сериозно сработено, меѓутоа да го прилагодиме за наш стандард и наши услови. Меѓу другото, истражувањата од друга страна пак кај нас преку институтот покажуваат дека во времето на социјализмот и на бивши југословенските републики се водеше една статистика во која што Македонија беше дури на високо трето место по образование комплетно. Капацитетот на образованието кај нас. Да се разбереме, да не бидеме погрешно сватени. Значи, сепак образованието треба да представува столб на општеството. Секако. Меѓутоа, неформалното образование во моментов е навистина многу побитно во однос на она што им е потребно на
сите кои што треба да го усвојат тоа како модул Дигиталната писменост. Така, на работа. Така да сега истражувањето докажуваат дека ние сме дури на 168 место, позади нас е само Косово и Доминиканска. Зошто се случило тоа? Дали ги имаме барем тие одговори на сите ова што еве сега го кажуваме? Навистина, дури да кажам и да се изразам дека е жално ова што го слушаме. Со оглед на тоа дека некогаш сме биле на највисокото можно ниво според стапката на образование, а сега сме на најниското можно ниво. А сега денеска што се случило? Од друга страна пак имаме на секој чекор факултети, универзитети, така, дури чудно. Точно. Тоа е некоја друга тема за друга ќе ја говориме, да, дискусија, меѓутоа сега навистина цениме дека ова е нешто кое што му е исклучително потребно на нашиот народ и на граѓанското население во моментов во Македонија. Токму од еве од гледачите јас ќе се надоврзам и на тоа што тие исто така го говорат и го кажуваат еве и во вчерашниот тек на емисијата. Вела дека стравуваат за своите деца, внучиња, еве јас како родител сите, дека можеби на овој начин децата, со оглед на тоа дека се уште дигиталната писменост не е застапена секаде, можат да ни останат, да кажам под наводници, неписмени, меѓутоа затоа што е потребно физичкото присуство. Бидејќи сите стравуваат и сакаат физичко присуство, најверојатно стравуваат од тоа дека нема онлайн наставата да се одржи онака како што треба, или пак наставниците се или не се некои подготвени за онлайн настава. Според вас, што правиме со тоа? Докаде сме со статистиката, со оглед на тоа дека вие веќе од јануар месец нели кажавте дека со овој институт и за дигиталната писменост сакаме да ја воведеме во сите училишта? Мислам дека ние планиравме тоа да го правиме постепено и да се развива тој процес. Пандемијата некако не натера да го забрзаме целиот тој процес. Зошто први, нели ми го постави прашањето зошто тоа дошло до така? Недостаток на структурни реформи во образованието од 90-тите па натак. Значи зборувам за реформи кои што би можеле да го прилагодат цел тој образовен систем на, да речеме, современите текови и дигитални помагала кои што веќе се достапни во образованието. За да се стигне до онлайн настава, треба први да се воведе интерактивна методологија. Значи да се научи и наставникот и ученикот како да комуницира и како да развива интеракција. Па постепено да се воведе, да речеме, лаптоп, барем еден во училница со видеопроектор. Па постепено да се воведат онлайн платформи кои што ќе овозможат, на англиски тоа се вика flipped classroom или превртена ученица, да можат и да работат со дигитални технологии, да работат и во училишта. На крај доаѓа Zoom или било која друга алатка за која што ќе ви овозможи и наставот далечина во услови на пандемија пред се. Во светот не е препорачливо да се работи онлайн со деца на возраст од 5 години до 11. Уште е потребно да се развиваат кај нив моторните функции. Токму затоа стравуваме. Да. Подоцна се воведуваат технологии во образованието. Од, да речеме, од 11 години веќе натака, децата можат да почнат да користат барем собствени мобилни уреди во наставата, кои што ние за жал ги исклучивме од образовниот процес, од немање доволно сознание како да се користат квалитетно во наставата. А да го оставиш детето без технологија во образовниот процес е буквално како да сме го вратиле во, не знам, во 19-тиот век. Тоа значи дека сето ова што го говориме и без пандемијата и без коронавирусот требало да се практикува во сите училишта, така? Значи мораме да размислуваме напредно. Живееме, не можеме да живееме во некое застарено време, затоа што светот, технологијата има друг вид на движење во моментов, а сите деца и возрастни сакаат да го следат светот. Значи никој не сака да работи на нешто што да пишува со молив и пенкало во тетрадка, да, тоа е супер. Значи сите ние сме тргнале таму некаде. Меѓутоа треба да сме и во тек со времето. Јасно. Така е. Ме интересира, еве, за кои конкретни училишта станува збор досега каде што вие сте се насочиле за дигиталната писменост, така, кај наставниците и како наставниците реагираат, истото ме интересира на сето тоа. Дали се заинтересирани повеќе да научат? Така. Во првата етапа во која што имавме одредена структура на, пошто е онлайн и онлайн се пријавуваат сите, апликациите кои што пристигнаа од луѓето кои што сакаат да бидат дел од тие основни обуки за дигитална писменост беше шаренолико, што навистина нас ни беше доволно добар показател дека сме на вистинскиот пат. Така. Се пријавија луѓе од воспитно образовен кадар кои што пред се магистри, доктори на науки, без разлика на титулата која ја носат. Да, што навистина не се работеше за никакво его и за
нешто поинакво, него буквално се работеше дека луѓето вистински имаат потреба. Дури јас ви испратив на мејл тестимонијали од учесници, дел од учесниците кои што беа на наше огромно задоволство гости на тие основни вебинари за дигитална писменост, кои што ги изразуваа своите мислења, своите искуства од она што го поминале во сите тие денови при работа за таа дигитална писменост, нели, со нас заедно како тим. И морам да напоменам, ова е тимска работа и тимска координација. Никој сам не може. Значи, потребно е на вистина симбиоза и склопување. Значи, ниту јас можам сама, ниту Перица, ниту вие, и за реализација на една емисија ви требаат 20 лица најмалку. Така? Секако, да. Поентата на ова е дека на вистина заедно можеме да се организираме и да бидеме многу поуспешни. И да бидеме дигитално писмени сите. Апсолутно, значи тоа не е поентата. Поентата, така. Ке успееме ли? Перица? Апсолутно. И тоа би сакала да биде пораката за сите. Значи не би требало да имаме отпор кон дигиталната писменост. Мислам дека тоа се и ние самите сме генерација. Се уште учиме. И се уште учиме. И самите сме учеле. И од најмалите учиме нешто за дигиталната писменост, нешто што тие знаат. Има што да се научи од децата. Така посочивме пример, нели? Така, тие се веќе отворени за дигиталните технологии. Јас често го кажувам ова како пример. Значи ние сме во дигитална џунгла. Буквално како џунгла. Тоа им го кажувам и на децата и на родителите. Должност е наша, на возрастните, да најдеме начин како да изградиме пат низ таа џунгла за следните генерации. Инаку ќе ги оставиме децата сами да талкаат низ таа џунгла, знаеме какви опасности ги демнат. Ние многу често слушаме примери за сайбербулинг, за лажни вести, за крадење на идентитети. Каде што злоупотребува, кое што тоа целото го учат, да речеме, во првите 3 модули. Така. Основни информации, значи буквално од основа, ништо да не знае и да седне од почеток од точката 0 да научи и да се надогради во своите капацитети за да може да потоа тоа да го имплементира во своето учење и во својата работа. Целта е да се воведе стандард. Значи целта е да не бидеме сите поднаучени, тука да воведеме еден стандард каде што ќе се знае дека ова е основата на дигитална писменост, а ова се надградби. Дали е тоа во образовна сфера, дали е тоа во други професионални сфери. Без разлика за каква сфера и да станува збор, кажавме, нели, еве заинтересирани се дури луѓе од разноразни области, без разлика. Меѓутоа, конкретно уште еднаш еве за крајот ќе завршиме за она што не интересира и за тоа што ни е тема денес. Значи за наставниот кадар, имаме ли тука можности да го развиеме, да ја развиеме дигиталната писменост според сето она што вие го досега сработивте? Кажавме дека да, постои заинтересираност со страна на наставниците, со оглед на тоа дека и во времето на... морам да потенцирам дека тоа не е на ниво на училиштата, дека тоа е индивидуално. Секако, секој оној кој сака да пристапи. Точно, значи овие основни вебинари кои што се 10 модули за почеток, значи сега имаме спремни уште 10 нови кои што ќе ги имплементираме за оние кои што веќе 10 те ги поминале, за кои што се добиваат 2 сертификати. Значи, тоа е основа. Надоградбата следи. Не можеме од точката 0 да одиме на точката 10. Денес, кај нас во Македонија, сите се знаат. Така. Јас се радувам што луѓето сватија дека мора од 0 да научат. Па да одат понатака. Од некаде да почнеме. Знаете што ме интересира? Дали и оние пред пензија, да кажам, кои се... Тие ни се најверни. Да, тоа сакав како крајно прашање. Да, тоа ме интересира без разлика. Еве младите секако наставниците веќе имаат некое знаење, дигитална писменост и така натака, меѓутоа пред пензија имаме уште 2 до 3 години. Што правиме? Значи заинтересирани се за дигитална писменост, како што кажам. Потребна е практична вежба кај луѓето. Им треба време на наставниците да го вежбаат сето тоа. Не е се малку алатки, но се трудиме да не им даваме премногу алатки. Доволно за да воведат интерактивна настава, а да бидат функционални онлайн. Да може да има визуелен контакт со ученикот и да може да се чувствува комотно во таква средина. Што значи покажуваат интерес? Тоа е за поздрав. И пред се, значи првите пак е повторам, 5 модули се основа, следните 5 модули се виртуелните училници и оние училници, нели популарно кажано, кои што заеднички ги работиме, во кои што се опфатени бесплатни платформи. Значи ја би сакала ова да го потенцирам, затоа што многу е битно. Кај нас обуката чини некоја смешна сума на пари со која што ние основни некои трошоци покриваме. Меѓутоа пак ќе речам, тоа е на индивидуално ниво, не е на ниво на училишта или пак глобално
пошироко земено. Ги учиме како од ништо да направат нешто. Значи како бесплатно буквално може да отрđи час. Перица е виртуоз и за Квизис, и за Кахут, и за Едмодо, и за Zoom. Значи, ние во EU институт работиме со Microsoft Teams, например, сакавме да го оставиме како дел од 10 модули, меѓутоа свативме дека тоа е на вистина премногу и ќе го оставиме за следните 10, меѓутоа знаеме еве од она што можеме да го слушнеме преку јавните гласила дека се најавува дека сите ќе работат преку Microsoft Teams, меѓутоа не можеме да одиме таму некаде кога ние сме се уште на почетокот. Да, и тоа се освен тоа се платени платформи, значи сега ги учиме со тие бесплатните како без пари да направи нешто. Значи буквално да ги организира децата, да ги анимира, квизови да направи, значи електронски се што му е потребно. Да го задржиме вниманието на дечињата со дигиталната писменост, меѓутоа и да ги образуваме, нели да ги посочиме кон еден вистински правец без разлика дали ќе се со физичко присуство во училница или со наставникот преку лаптопот, да им се секако пренесе на многу убав начин знаењето и предавањето. Дури да се со физичко присуство. Јас мислам дека овие технологии ќе бидат од голема помош. Секако. И би требало да се воведат повеќе. Еве, например, ние во Пегасус веќе неколку години промовираме училиште без хартија, paperless school. Значи, до 90% од нашите наставни материјали и ресурси, веќе се дигитални. Годинава веќе направивме и 100% да бидат дигитални, од причина што не треба да работаме онлайн со учениците. Имавме малку отпор кај да речеме родителите, дали тој ќе биде како што беше нели со меѓутоа резултатите покажуваат нешто друго. Покажуваат дека има ефект. Многу ви благодарам што бевте дел од утринската програма Добро утро секое утро и сигурна сум дека мотивиравме и многумина да на некој начин дојдат до вас. И едноставно, секако да малку ги научиме за дигиталната писменост. И да ги потикнеме, ако ништо друго да размислуваат на темата. Значи, отворени сме за соработка, буквално и со поединци, меѓутоа и со групи на наставници од училиштата, така да следните обуки ни се следнава недела, 23, 24, 25 и 26 од 10 наутро до 1 попладне, значи поручек може да се пријават на info@euinstitute.eu или пак да се обратат кај вас, ќе им дадете сигурно нека препорака. Како и да е, ви благодарам на вашето одвоено време, на позитивната енергија, на целата екипа и веруваме дека утре ќе бидеме подобри од денеска. А не би можела да не те прашава тука си ми во студиото со музиката, што правиме? Музиката ми е само хоби. Хоби, сега моментално е хоби. Не моментално, одамна, меѓутоа нормално, секогаш ќе биде дел од мене, значи тоа е нешто кое што јас го работев 25 години, меѓутоа последниве 20 години сум во приватен сектор, во невладин сектор сум од 2015-16 на музиката е во срцето. Година, пак ќе речам, ми е хоби, значи не живеам од тоа. И секогаш нешто кое што е дел од мене. Така. Благодарам, многу успех пред се ви посакувам и за сето она што и друго ќе опаќаме, тука сме за да соработуваме и ги информираме гледачите.